Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Валентина Божиновска, веќе 12 пати, секогаш во сабота, сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија 96. Ова е мојата 12-та емисија и со огромно задоволство би сакала на сите вам кои го слушате ова радио Слободна Македонија и сите наши емисии кои полека веќе си имаат и своја форма и свое значење во радиомедиумот низ етерот на Радио Слободна Македонија и се повеќе приврзаници и слушатели, би сакала да го честитам јубилеот година дена од постоењето на Радио Слободна Македонија. Она што ни беше значајно и на самиот почеток на емисијата Дзуница реков дека ова е еден вид отворен магазин во кој ќе гледаме секогаш да бидеме актуелни или пак она што се случувало во текот на неделата. 13 декември, она што веќе се наоколу околу нас потсетува и мириса на вистинска зима, ладникаво е, но и достатно доволно пријатно да помислиме дека треба да направиме некакво резиме и за самите себе си, што направивме, до каде стигнавме оваа година, имавме ли повеќе товар, повеќе грижи или повеќе работа, но како и да е, оставаме нешто зад себе, започнуваме една нова година, би требало веќе овие денови до крајот да направиме резиме што е тоа што ќе си подготвиме за идната година и какви се предложки ќе поставиме пред себе, какви се сценарија ќе имаме зад себе оставени, но како и да е, почитувани слушатели, знам дека се загрижувате околу тоа какви новогодишни подароци ќе си подарите на најблиските. Но еве еден мој мал совет до сите вас кои денеска предпоставувам дека ќе тргнете по скопските молови и ќе купите за секого по нешто, бидејќи нема многу време до почетокот до крајот на оваа година и сите вака подгледнуваме по излозите, да тоа биде некоја мала ситница која може да го усреки најблискиот до вас, без разлика дали се тоа вашите сопрузи, деца, мајките, татковците, бабите. Понекогаш една ситница прави многу поголеми радосни мигови ако е кажана вистинска порака со давањето на подарокот. Понекогаш си размислувам дека еден лампион добро спакуван може да донесе толку многу радост ако имаме добра порака напишано. Затоа не грижете се, онолку колку што имате во својот джеб, толку и ќе подарите. А ако се нема, тогаш убавиот збор е секогаш вистинска порака за најблиските. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, за оние кои во мигов се вклучуваат во програмата или за оние кои патуваат, ве молам да бидете дел од кампањата која води Владата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи. Ако тргнувате напад, особено во празничните денови кои доаѓаат, да бидеме дел од големата кампања, секогаш врзани со појасите и со ременот, затоа што она што добиваме како последни информации или како фидбек од оваа кампања е дека 30% полека се одиме во намалувањето на сообраќајните несреќи. Но тоа е сигурно и премногу рано за анализа, веројатно идната година во истото време ќе имаме многу повеќе информации за тоа. Она што оваа недела ми се чини дека можеме да го одбележиме како еден од најглавните теми што се вртеше по медиумите и по дневните и по електронските и по печатените медиуми, секако беше протестот на студентите од факултетите ширум Македонија, но јас тоа нема да го коментирам. Се надевам дека идната недела ќе имам гостин околу таа тема. Искрено да ви кажам дека секогаш сум ја поддржувала самостојноста на универзитетите, но она што го кажал големиот Стејс е дека необразованието, односно слабото образование ги плаши само неуките, односно луѓето кои не учат. Но повисокото образование и степенот на проверка, односно скалата на критериуми, не може да ги исплаши студентите што знаат, што учат и што секогаш биле на врвот. Затоа мислам дека манипулирањето со студентите кои и тоа како знаат на кое место се во општеството, што имаат за цел да направат во животот, до кој миг во животот имаат право да си сугерираат самите на себе си,
секогаш ја држам нивната страна, но до оној миг додека рамката на критериуми, која се вика повисоко и поголемо знаење во една држава, не ја применат. Затоа секогаш велам дека ние бевме студенти кои учевме многу, требаше да знаеме многу. Проверката исто така ни ја правеа на првиот семестар, без разлика на кој факултет беше. Имавме рамка на квалитет и ако сте студент на факултетот за драмски уметности, без 40 книги прочитани во првиот семестар, со кој главниот професор ве прашуваше, изгоре на тоа ви ја даваше Библијата, да знаете детали од неа, моравте да поминете во вториот семестар. Ако тоа не го направевте, вие немавте шанса да поминете во вториот семестар и да ја завршите првата година на факултетот за драмски уметности. Она што сакам да апелирам до високото образование и до сите релевантни институции е следното, дека понекогаш на вистина беше прекрасно чувството кога студентите одговараа усно пред професорот, кога професорот го гледаше очи во очи студентот, кога ја слушаше неговата реторика, неговата мисла, кога ние тактилно и сетилно се гледавме со професорот и обратно професорот со студентот, и ми се чини дека тој миг на знаење, колку и момчето или девојката да е збуната, професорот или професорката има чувство да оцени колку тој студент знае или не. Понекогаш си велам, она што сега се е со компјутерите и со писмениот дел на полагање, со заокружување, на вистина никогаш не доаѓаат во допир професорот и студентот, и мислам дека тоа е на голема штета на образовниот процес. Во секој случај, дали тоа ќе се вика државен испит или ќе се вика рамка на квалитет, секогаш ќе бидам за и ќе стојам за тоа и како професор кој предавал на два факултета, особено затоа што сметам дека оние што се мудри, што знаат, што се чувствуваат супериорно, бидејќи многу акумулирале во себе знаење, никогаш не стравуваат од повеќе знаење или од едноставна проверка. Едноставна проверка која може и еднаш и два пати и безброј пати да го положите тој испит и на крајот еден ден кога ќе бидете подготвени да го положите, се разбира, без никаков проблем. Но како и да е, останува дебатата отворена и при Министерството за образование. Министерот беше дециден и кажа дека им се заблагодарува на младите студенти кои ќе влезат во дебата, ќе бидат поканети во идните дебати. Останува да видиме како тоа ќе се срочи, на кој начин, и се разбира една јавна дискусија и од професорите и од страна на студентите. Ова прашање отворено за идната емисија на Радио Слободна Македонија, на емисијата Зуница. Дозволите ми во ова утро да го најавам мојот денешен гостин. Тоа е професор доктор Драги Митревски, професор на археологија на еден, би рекла, најстар универзитет при УКИМ, филозофскиот факултет. Овде сме со оние дилеми што се појавија и по медиумите и весниците кои тоа го третира културните рубрики и на Дневник, и на Вечер, и на Нова Македонија. Се отвори дилемата за археолошкиот локалитет Била Зора. Професорот е утринава тука со нас. Имаше дилеми од кој век е, дали е тоа антички град и така натаму, но јас не би преудицирала, бидејќи тоа не е моја тема, но на вистина широката јавност беше многу заинтересирана, дури и меѓународната јавност. Она што е значајно дека Министерството за култура стои за тоа и градот Свети Николе, градоначалникот, музеот во Свети Николе, и тука сме денеска да ја одгатнеме темата за како Била Зора е антички град или не е, со какви артефакти професорот на што најде во населбата Била Зора. Дозволете ми само пред да започнеме со разговорот да направиме една мала пауза со музика и би сакала, еве, бидејќи ќе разговараме за археологија, да ја најавам Midnight Cowboy со Јаков Дренковски, еден човек кој во Република Македонија го знаеме и ние, и повозрастните, го знаат и најмладите, човек кој што трае со музиката. Нечист перон, автобуска станица, луѓе брзат без насмевки, горди жени, строги парфеми, без отпор ги прима големиот град.
sigurnost od vetri piva, sveža krv na gradski od asfalt, svečan moment na nov početok, uvod po golem rozov sol. Golemi od grad, golema nadež, opojna treskavo velite. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. Po vozduh odleti krik, od zeme na nebinosna pesnata. Nečist peron, autobuska stanica, ľudia brzat, bez násmevky. Gordy ženy, strogi parfemi, oh yeah. Bez odborky primám golení od grad. Lažna sigurnosť od vetri piva, sveža krv na gradski od asfalt, svečan moment na nov početok, oh yeah. Uvod po golem rozov sol. Golemi od grad, golema nadež, opojna treskavo velite. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. Golemi od grad, golema nadež, oh yeah. Opojna treskavo velite. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. Golemi od grad, golema nadež, opojna treskavo velite. Javaj, javaj ti so nas, Midnight Cowboy. 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 Zunica. Otvoren magazin so Valentina Božinovska. Се враќаме повторно во студијата. Професоре, Била Зора е антички град. Каков град е? Зошто имаше шпекулации дека дали е тоа од времето на Филип или не од времето на Филип? Од кога потекнува, дали е... Добро утро. Добро утро. Значи, благодарам што ме поканихте во емисијата и ми давте можност да проговориме за оваа тема, бидејќи последните неколку месеци Свети Николе стана многу актуелно токму со активности на полето на археологијата, па излегува во медиуми разни интерпретации на тоа што све тамо има и што све тамо треба да се допрва најде. А во суштина вие ме прашувате за еден од многуте локалитети во Свети Николе, и тоа оној најзначајниот или градот Бела Зора, најголемиот град во антиката на овие простори централно-балкански. Но пред тоа јас би сакал да напоменам дека сета таа актуелност околу археологијата во Свети Николе се должи на иницијативата на градоначалникот пред се на Свети Николе, благодарение на неговиот голем интерес и неговото големо залагање за
да направи све што е во негова моќ да го афирмира градот, да ги афирмира вредностите на тој регион. Дај Боже да имаме такви градоначалници секаде. Ние сме во можност тамо вистински да истражуваме еден голем балкански центар археолошки, кој е познат во литературата како градот, најголемиот град на пајонците, тоест Била Зора. И тоа е неспорно, тоа е антички град со живот од 7-миот пред наша ера до 2-риот век пред наша ера. Но важно е тоа што прв пат сега сме во можност неколку кампањи да го тоа работиме на вистински начин со подкрепа, сериозна подкрепа од Министерството за култура. И секако тоа направи да дојдеме и до вистински резултати. И се што можеме да кажеме? Всушност тој локалитет тамо кај селото Кнежје, кој ден денес го носи името Кнежје, еден исто така многу провокативен момент. Што значува зборот Кнежје? Дали е тоа предел? Дали е поврзано со ете еден момент за длабоко размислување од каде тие луѓе што го крстиле тоа село Кнежје знаеле дека тука некаде е некој кнез или дека тука е некаква престолнина на некаков владетел, и кнез во старословенскиот јазик е владетел, така. Токму тоа и го откривме на тој локалитет со последните истражувања, иако на него се истражува оддавна, од 76-та година, тој е познат и во античките и кај античките автори и кај модерните истражувачи. Значи, вие сте го сретнувале во литературата, да, предпоставувам дека и сте го споменувале во вашите книги, но останува, значи, сепак потребно било слух и од владата и од Министерството за култура, особено некаде од 2006 година наваму археологијата е на завидно ниво. Онаму каде што се знаело како археолошки точки кои не беа допрени, сега веќе тоа се случува. Имаме сила и преку Министерството за култура, еве еден градоначалник кој имаше слух да се отвори тој град. Зошто стоел затворен до сега? Така, не стоел затворен, истражувања се вршени во минатото доста, но сите тие со многу ограничен обем, со многу лимитирана површина, и таков тип на истражувања не дава обично резултати. Вие не можете да очекувате резултати од парцијални истражувања, каде што не може ништо сериозно да излезе на виделина што ќе истакне вистинската вредност на локалитетот. Разликата е во тоа што тој во последните години почна да се работи како меѓународен проект, македонско-американски проект, сега е како проект на филозофскиот факултет во соработка со локалниот музеј. Сакате да кажете дека во летниот период имаше и луѓе од Америка кои доаѓаат тука? До ланска година работевме во рамки на заеднички проект со Тексашката фондација за археолошки истражувања и многу години тој се работи, но не се работи на овој начин, така што сега дури доаѓа до полн израз све што тамо представува вредност од минатото. Во таа смисла тамо е сега откриена една монументална градба, голема градба која по сите своји карактеристики представува владетелска палата, и тоа беше изненадување. Каква владетелска палата, за кој владетел и за кое кралство? А сите индикатори, сите движни и недвижни наводи што ги откриваме, почнувајќи од монети па до обична керамика, сите зборуваат за време од 5-тиот, 4-тиот и 3-тиот век пред нашата ера, значи точно за македонско време. Сега, од друга страна, античките автори ни даваат доста убави податоци за тоа кој дека ова треба да биде античката Била Зора. Ако е тоа така, тогаш све си доаѓа на свое место, на вистина ова е голема наследба што е тамо откриена, така како што викаат античките автори. Нашиот придонес е тој што сега знаеме дека тука имало некои владетели. Со откривањето на палатата дознавме дека тие владетели се всушност независните пајонци, таа палатата е на независните пајонци, всушност на она територија која е во вазален однос со Долномакедонското кралство и која е намерно оснивана да биде независна на тој простор, да го чува грбот на античка Македонија од север, и таа независност на тој простор, во тој град кој денес е кај селото Кнежје, всушност ни открива палатата на тие владетели чии имиња ги знаеме
почнувајќи од Ликпе и Патра, Авдолеон, Леон, Дропион, тоа се све големи историски личности кои играле голема историска улога во антиката. Тоа е Филипово време, професор? Тоа е Филипово време и Александрово време и мора да знаете, тука треба малце повеќе податоци за да не биде работата поначисто. Знаете дека се работи за територијата на пајонците, на северните пајонци, и тоа оние што останале независни. Во структурата на античка Македонија голем најзначајниот етнички елемент се пајонците. Да, значи, најмокниот, така. Најмочниот и најзначајниот. Значи, мислите културолошки, образовно, социјално, на што мислите? Секако. Значи, античка Македонија треба да се доживува како Социјалистичка федеративна република Југославија, во која што доминантен етнички елемент беа србите, така? Да, значи, тука правите паралела дека се пајонците, да, јасно ми е. Античка Македонија е политичка заедница. Тоа не е етничка заедница, тоа е етнички елемент, доминантен е пајонскиот етнички елемент. Еден дел од тие пајонци добиваат независност во служба на политиката македонска, на дворот долно македонски во Пела. Значи, независност која има за цел да ја чува, да ги чува северната страна на античка Македонија. Таа независност е изразена преку своји владетели кои коваат своји монети, кои учествуваат во сите походи, во сите воени акции, како генерали. Значи, најзначајните генерали во Александровата војска беа пајонците. Многу возбудливо, професоре, дали тоа значи дека кога почнавме со проектот 2014, кога отворивме дебата, кога тоа се разговараше, дали сметате дека ова е еден од аргументите, плюс дека не требаше да побегнеме од сопствената античка историја, секако, и дека тој аргумент плюс за она што особено председателот на владата говореше, зошто да, не треба да се откажеме од словенскиот корен, но зошто би се откажале од античкиот корен кога еве ги аргументите? Не, јас не сакам на тоа воопшто да размислувам, затоа што не сакам да дискутирам и би спречил секоја дискусија во тој правец, затоа што општо цивилизацијско добро е наследството што ни го дава територијата на која што живееме и нашиот однос кон тоа наследство е индикатор за нашиот цивилизацијски развиток, за нашата. Значи, ние да не сакаме и да не сакаме тоа што е на оваа територија е наше. Така. Не, вие потврдувате да се грижиме за што ќе правевме. Јас поставувам едно хипотетичко прашање. Што ќе правевме ако не бевме свесни за ова, ако не го развиевме? Јас претпоставувам дека науката немаше да... примитивни. Ќе бидеме сватени као примитивна средина, така, која не се грижи за своето... Фала му на Бога што еве распослани сте археолозите низ цела држава, отворено е се, ќе влезе тоа во наука, ќе имаме аргументи, научни аргументи, бидејќи јас претпоставувам дека секоја влада, без разлика која е, но на владата и е важно и на првиот човек во таа влада и е секогаш важно што ќе поставиме како наука, како врвна со која може да ме чуваме надвор во светот, нели? Науката да и за нашата држава, но треба ли аргументите да ги распостелиме и во соседството? Понекогаш си велам, голема работа е што ни се случува ова со Грција, што не признава. Еве еден аргумент и со кој ние можеме да војуваме надвор. А што е тоа што најмногу ве изненади кога го отворивте градот со вашата екипа? Што е тоа што ве фасцинира, што очекувавте, не очекувавте, знаевте ли што има? Изненадување, па нема многу изненадувања во науката, затоа што претходно постојат некои појдовни информации и показатели и вие се движите со нив и знаете, уште однапред знаете што треба да очекувате, но еве тука ако бараме нешто посебно изненадувачки, тоа е нивото, исклучителното високо ниво културно кое тамо го откривме преку културните манифестации што ги имаме откриено во смисла преку архитектурата, преку организацијата на таа населба, преку движните наоди, преку уметноста што имаме откриено тамо. Сето тоа зборува за исклучително високо ниво, културно високо ниво за тие времиња, недофатливо за целиот Балкан, недофатливо. А за прв пат се појавува пред нас сега. Атомска бомба е тоа во науката?
Што мислите, дали е тоа дали со тоа можеме да излеземе со такви аргументи пред светот? Со тоа можеме многу лесно да покажеме дека не завршува светот со северната граница меѓу Грција и Македонија, денешната северна граница на Грција, а наша јужна граница, како што обично се сваќа, дека све што е надолу е и нагоре, дури понекогаш тоа што е погоре, посеверно, има повисоки вредности од тоа што е подолу јужно, заради склопот на историските настанени кои што поменува, и може да се јават такви појави како што во Кнежје ние ја откривме таа монументална палата со покриена со фрески уште од 4-ти, 5-ти век пред наша ера. Како умееле во тој период има таква прецизна, точна архитектура? Сакам да бидејќи рековте цивилизацијски е. Така, цивилизацијски умееле да го направат тоа. Умееле да го направат затоа што Кој е тој ум што во тој период знаеле или искуство? Значи сега би сакала да ми одговорите, бидејќи сум ве слушала многу пати, особено за вардарски рид, но ме интересира како умееле тие луѓе во тој период да ја направат, да изградат таква архитектура. Умееле заради тоа што во тоа Какво им време е искуството? Во тоа време се многу развиени релациите, движењата, трговијата, комуникациите, а овој простор е комуникативен простор, многу комуникативен простор, тука е долината на Вардар и Вардар е отворен кон југ, значи не може нешто што е долу да остане тајна за нив и нешто што е горе на север да не биде прифатено и адаптирано на потребите тукашни локални. Само е прашање дали се има мецена, дали се има нарачател на такво нешто. Тука значи се работи за владетели кои можеле да си дозволат таква нарачка и да направат таква архитектура, да украсат со такви вредности архитектонски, градежни, уметнички. Знаете, таму палатата е покриена со фрески од 5-ти и 4-ти век, фреско живопис над зидовите, сликан као да сте го денес да сликале. Е многу ретка работа. Тоа е многу ретка и за најразвиените центри на тоа време. Значи Свети Николе ќе има редок пример, ајде да речеме на фрески во тоа еден културолошки центар, но има редок пример на ретка можност да развива висок туризам таму. Тоа е тоа што го свати градоначалникот и што застана безрезервно зад нас истражувачите, затоа што тој во тоа веднаш препозна можност да се афирмира и да се развие таму во иднина висок туризам. Да. И веднаш направи асфалтен пат, замислете. Тоа одеше и на медиумите, дека градоначалникот направил асфалтен пат. Тоа е брза мисла, брза свез како треба да реагираат било кој градоначалник да е. Значи незаобиколива точка ќе биде во иднина на Балканот, археолошка точка. Не ќе може турист што ќе оди на југ да не помине преку Свети Никола. Да, помнете си ја реченицата, тука некаде завршивме околу архитектурата. Правиме мала пауза, јас ја молам техничката реализација да одиме со дали ќе биде вести или реклами, но продолжуваме понатаму со разговорот во студиото. Zvezda mi kažu
Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска. На самиот почеток говориме за Била Зора, за археолошкиот локалитет во Свети Николе. Кажавте многу, професоре, кажете ми какви владетели, кој живеел тамо? За каква владетелска престолнина се работи? Бидејќи го поврзавте името со тоа што е пронајдено. Говоревме за архитектурата. Што најдовте уште? Какви артефакти ве изненади? Поред, значи, тамо се работи за град прво, за вистински град. Во тие рани времиња ние можеме да правиме обично муабет за населби. За населби, дали од ваков карактер или онаков, но ако кажете град, тоа е многу повисока категорија. Okay. Тука значи станува збор за урбанизација, да. За урбанизација пред се, за план, за уреден живот, плански живот и уште горе владетелска палата и простор организиран за владетели некакви. Значи на палатата ја отворивте, ја видовте? Да, таа е веќе 80% откриена. Како изгледа таа? Доколку човек би видел да нацртате цртеж, да речеме. Можете ли да ја представите што монументално изгледа? Можеме комплетно да ја реконструираме, не да представиме во цртеж. Значи, прво на цел тој простор зафаќа површина од 20 хектари. Тоа е голема површина за тоа време. 20 хектари населба, која е организирана на две тераси и на една највисока тераса, доминантна тераса горе, која е заградена со големи блокови, камени блокови, бедем од големи камени блокови, а на таа најдоминантна тераса главниот објект е владетелската палата. И покрај тоа внатре има и други структури што се во служба на палатата. Магазински простори, улици, работилници, но све во служба на палатата. Најголемиот дел од тој акрополен дел на градот, горниот град, е посветен даден на палатата. Таа е на најдоминантното место, најзначајната позиција ја има и најтешко освоиве тој простор нормално кај што се тие владетели. Владетелите се всушност историјата знае неколку од нив, сите тие ковале своји монети, сите тие имале значајно место во античкиот свет, учествувале во крупни историски настани од тоа време, од 5-тиот, 4-тиот и 3-тиот век, и наеднаш е таа срушена на почетокот на 3-тиот век. Одеднаш е срушена ненадејно, дори сите елементи што ги откриваме во рушевинскиот слој се немрднати, повторно не е обновена. Буквално и све останато така како во моментот на рушење. Ја срушиле најверојатно келтите со својот поход во 279 година, еден многу известен историски настан кој се случил во 279 година пред нашата ера. Предходно бил планирал подолго време, но тогаш тргнале келтите да го освојуваат главното грчко светилиште, хеленско светилиште Делфи, за кое знаат дека е богато со злато, и тргнале по пат, правеле лом, поминувале по главната комуникација, по долината на Вардар, и што начекале, тоа уништиле. Садиле страв во коските на народот, кој подоцна, со векови подоцна не можел да се избриши. Тие населби повеќе не се обновувале никаде кај што поминале тие келти. Така е со целата Скопска околија, така е Свети Николско и така е надолу по долината на Вардар. И така и градот, до тогаш центарот на пајонците со владетелската палата во Била Зора бил уништен. Нешто подоцна, само момент, уште една реченица, за да имаме целата историја пред нас, нели? Значи, после тоа, неколку децени после тоа, 217 година, предпоследниот македонски владетел, Филип Пети, во Била Зора, историските извори кажуваат дека дошол во Била Зора, ги обновил бедемите, ги обновил рушевините што до тогаш биле тамо, и ја стационирал својата војска во Била Зора, и тоа е последното спомнување на тој град во врска со Филип Пети. Последни аргументи научни што вие ги имате читано
И ги наоѓате сега Ние ги имаме читано кај античките автори, а доказите за тоа ги наоѓаме на лице место. Значи ги имаме сите сите материјални остатоци и од првото време, и од второто, и од третото време. Завршува све на крај со Филип Пети и времето можеби на Персеј, на последниот македонски владетел. Во римско време веќе тамо нема ништо, тоа е напуштен простор со доаѓањето на римјаните. Професоре, спремни се артефактите да влезат во музеот, ки има многу од овој антички град? Ние практикуваме во исто време, додека ни траат кампањите истражувачки, да правиме и конзервација на предметите што ги откриваме, па така во истиот момент буквално ние можеме да после секоја кампања да правиме изложба. Така беше. Подготвувате изложба? Па спремни се артефактите една генерална изложба ќе направиме сигурно кога ќе ја завршиме палатата целосно, ни треба уште 1-2 кампањи ни требаат. А секоја година Министерството за култура прави годишна изложба од археолошките истражувања на територијата на Република Македонија. Нашите предмети ќе бидат таму. Да, ви благодарам. Само да ми кажете на крај, колегите што беа од Америка, беа ли воодушевени каде се наоѓаат, знае ли каде се наоѓаат, што откопуваат? Да, тие се во екипата беа ваша. Знам дека беа и на Вардарски рид. Така, тие се мои колеги од поодавна, од 96-та година. Значи, тие се таа екипа со која што јас ги почнав моите истражувања на Вардарски рид кај Гевгелија и со нив работев долга низа години и подоцна тие пројавија интерес за овој локалитет, па почнавме фативме едно време заедно да го работиме, но сега заврши тој проект, сега е истражувањата на Бела Зора се само како проект на филозофскиот факултет заедно со локалниот музеј. Само уште да прашам, има ли некаква врска тесна, бидејќи тука е исто покрај Вардар, а Вардарски, или да кажеме прашањето можам да го свртам обратно. Зошто баш е тука таа владетелска палата, тој град? И сега ми останува дилемата конфигурацијата на Вардарски рид, што е исто така на Вардар, само што е од другата страна во Гевгелија. Па вака сега, две... Има ли, знам дека се две различни, но дали има некакви линкови? Тие се од исто време. Знам дека се од исто време, токму тоа прашувам. Каква е конфигурацијата сега, и дали комуницирале? Сега ќе ви кажам. Значи, Вардарски рид е на самата граница од Гевгелија, значи пред на самиот мост, тамо кај што е мотелот Вардар денес, тоа е на самиот локалитет Вардарски рид. Да, јас сум го посетила, но ме интересира дали сметате дека имале некакви врски едниот и другиот град. Да. Вака, значи, Вардарски рид е известен центар, еден од центрите на античка Македонија. Значи, центрите што ја штитат престолнината Пела. Значи, тоа е историски посведочен град како центар на античка Македонија. А Бела Зора е најголемиот пајонски град. Значи, тоа е градот на независните пајонци, на оние пајонци што не влегле во античка Македонија, што останале независни. Тие останале независни затоа што некој им ја дал таа независност. Успеале да се оттргнат. Не успеале, него им ја дадена од македонските владетели, им ја дадена таа независност за да ги чува, за да чуваат античка Македонија од север, да ја бранат. И за разлика од други кои се зависни, значи ако имате независни, има и зависни. Тие зависните се всушност костурот на античка Македонија, но овие се останати независни горе на север и имаат своји владетели. Блискоста со Вардарски рид е апсолутно неизбежна, тоа е исти народ, е истата култура, е истото време, но политички ово е во една служба, а оној е во сосема друга служба. Така. Секогаш возбудливо говорите и кажувате и сте еден од ретките познавачи, но нема да коментирам од многу причини. Правиме мала пауза и потоа продолжуваме со она што сега го работите во делот на вашите изданија, на книгите. Завршивте со Калено, се враќаме подоцна со разговорот. Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска. Професоре, за оние кои сега се вклучуваат во
Радио Слободна Македонија во емисијата Зуница. Јас сум Валентина Божиновска, гостин во утринската емисија на Радио Зуница е професор доктор Драги Митревски. Говоревме за античкиот град Била Зора. Објаснивме многу работи. Професоре, раководител сте на археолошкиот локалитет Кале, на тврдината Кале. Таму еве изникнаа два музеа. Едниот е готов, колку што знам, тоа е музеот од отоманскиот период и едниот музеот праисторискиот период, или поправете ме ако грешам, ве молам. Што се случува таму и ме интересира дали тоа ќе влезе во некаква книга, во наука, но што е со Калето? Кога ќе ги видиме трите музеа? Да, убаво спомнавте, значи Калето, на Кале се вршеа систематски истражувања континуирани, тој беше еден од капиталните проекти на владата на Република Македонија, директно поддржан, значи од владата. И од континуирано од 2007 година се работеше тамо до 2012 на истражувањата кои ги водев. Јас со моите студенти секако работевме тамо во голем обем на целата таа површина. 300-400 со по 300, со по 400 луѓе. Понекогаш стигнуваше и до 500 во летниот период, јас се сеќавам. Тоа не беше чуено за останатите на Балканот. После 100 години се копа. Како може тоа да се отвори Кале? Во толкав обем да се работи. Која е таа среќа некој да ви дава пари вие да работите со 300 луѓе да работите. Обично нашите експедиции се со по 10 работници, со по 15 работници. Одеднаш на Кале се собра 300-400 работници се собра и требаше да се цел тој простор истражи, значи да се ослободи од археологија, за да може логично да се користи за други цели, за да може тамо се направи некоја нова урбанизација и да не биде тој мртов простор како што беше до тогаш обично излетничко место, малку трева, 2-3 клупи и убав видик на Скопје, ништо друго. А во суштина се работи за круцијален локалитет, најзначајниот локалитет на во градот, за кој што е поврзана се вкупната политичка и културна историја на градот, за тој простор е поврзана. А за тоа немаше ништо на видео. И се почна со таква цел да се тој истражи комплетно, за да може да се стави у функција некоја експлоатација туристичка, економска, културна, научна, секако. Тоа се заврши, значи јас бев раководител на истражувањата завршија до 2012 година и од тогаш почна еден нов проект за реализација на да се тоа што е откриено као недвижнина горе, да се конзервира и да се припреми за туризам и да се направат испадна 3 музеи, затоа што еден не вршеше работа. Локалитетот испадна многу комплексен, значи на тој простор се открија 10 населби една врз друга, 10 суштински различни населби од сите периоди, од преисторијата, од средниот век, од отоманскиот период до земјотресот 63 година. Тоа налагаше да се направат 3 музеи. Еден преисториски музеј, еден музеј на отоманската култура горе и еден на средновековниот период, на средновековната култура на Кале, која е и најака секако. Во моментот завршен е преисторискиот музеј, комплетно е завршен. Музеот отомански, тоа е популарно, ние се го викаме отомански музеј, тоа е музеј во кој што ќе бидат сместени предметите од отоманската култура, поврзани со отоманската, значи поврзани со периодот од 15 до 20 век. И тоа е завршен, останува уште последниот музеј за средновековна култура на Кале да се направи. Тој ќе биде во реконструираните остатоци од средновековната црква откриена во југоисточниот агол на Калето. Значи тој простор како типичен средновековен ќе се адаптира во музејски простор и таму ќе бидат изложени експонатите од средниот век. Професоре, веројатно предпоставувам дека 2015 година ќе бидат отворени трите музеа или двата се веќе готови. Ќе го чекаме музеот на средновековна уметност, но како и да е, колку што следе во тој период, после 100 години да се отвори Калето, навистина е прекрасен миг да бидете дел од тоа, да учествувате особено со вашите студенти и со цела екипа која ве следеше таму. Она што е значајно и важно суштински е што во еден период, да кажеме од 2015 години, знам дека го копате, ако не и повеќе, сте на Вардарски рид. Оваа година и минатата година го посветивте на Била Зора во Свети Николе,
На Калето работите, колку што знам, од 2007. 2007 година, тоа не е мал период, но остануваат фактите и науката во Република Македонија. Јас секогаш велам дека важно е Министерството за култура и владата да има чувство, но кога тоа ќе се собере заедно со наеднаш на сите локалитети ќе се отворат во ист период, навистина е благодет и за нацијата и за државата, за нацијата, но и за граѓаните кои живеат во Република Македонија, но и за онаа генерација која доаѓа. За жал времето е толку, малку повеќе се посветивме внимание на античкиот град Била Зора. Се надевам дека кога ќе имате време ќе ја отвориме темата само за Кале, бидејќи тоа треба цела емисија да посветиме, и повеќе. Ви благодарам бескрено. Знам дека ќе сте пред крај на вашата книга која е посветена на Кале. Она што е значаен аргумент, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија на Зуница, говоревме за Била Зора, за античкиот град од времето на Филип и на сите дилеми кои во еден извесен период се отворија за каков град се работи, одговори професорот, и мислам дека ако не друго објаснивме многу работи кои вас ве интересираат. Ви благодарам, ви посакувам пријатен ден. Јас сум Валентина Божиновска, ова е Радио Слободна Македонија, емисијата Зуница, 12 декември. Пријатен ден. Зуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска.